Здраво на сите, на здраве утринско кафе, кој го пие, кој го испил. Денес чувствувам потреба да го објасниме она чиста влада. Тоа подразбира влада формирана од политички партии кои не дале поддршка за Преспанскиот договор, односно не гласале за во македонскиот парламент, или за францускиот предлог. Зошто? Не дека таа влада треба биде против ЕУ, обратно. Таа влада треба да не интегрира побрзо во ЕУ. Меѓутоа, главните пречки за наша интеграција во ЕУ стојат токму во така наречениот француски предлог. Не може партии кои не довеле во ваква никаква состојба, кои го уништија нашиот интегративен процес во Унијата, да влезат во следната влада и да зборуваме дека ќе правиме од корен реформи или рестарт на системот и ќе се интегрираме во ЕУ. Напротив, тие партии, тука пред се мислам на СДСМ или СДС из Меѓарска, со незините сателити или пајтон партии, како ДС, ЛДП, ДОМ и еден куп други пајтон партии кои, а доколку сакаа, ќе спречеа и промена на името на начин на кој немаме гаранции за влез во ЕУ, а дадена беше најголемата жртва, но и ќе спречеа донесување на францускиот предлог, за кој гласаа за. Следната влада мора да има кредибилитет и капацитет да предизвика клучни процеси во општеството за враќање на националното достоинство, но и за продолжување понатаму во нашите стратешки цели, а тоа е следна за членување во Европската Унија. Тоа значи дека нашите граѓани мора да научат да казнуваат и да ги казнат тие партии, пајтон партии, кои им дадоа легитимитет и поддршка на измеќарите, да не ги направат овие штети, но во исто време не може да бидат амнестирани и прикучени во следните институции, кои треба. Прво, на кој начин ќе се поништи францускиот предлог? На начин на кој ќе се донесат таков тип на измени, уставни измени, граѓански устав, на начин на кој така ќе се договори затварање на билатералните прашања на Балканот, на кој ќе стане нецелисходен тој предлог, таа преговарачка рамка за Македонија и сама по себе ќе мора да се измени. Второ, таа влада ќе мора да го употреби Преспанскиот договор како оружје за предизвикување на промена на преговарачката рамка со ЕУ, односно ЕУ го суспендира веќе Преспанскиот договор, со самото тоа што не се отвараат преговори за членство со Унијата, доколку не се отворат. Тоа значи дека следната влада треба да биде подготвена за суспендирање на употреба на префиксот северна за внатрешна употреба во земјава. Токму како резултат на Преспанскиот договор и согласно одредбите на Преспанскиот договор. Тоа ние не можеме да го постигнеме доколку станеме ортаци со бандитите, со пајтон партиите кои ни го донесоа на врат и префиксот и оваа преговарачка рамка, односно бугарските услови ги направија европски услови. Со такви луѓе не може од корен да ги менуваме работите. Не може да се зафатиме сериозно за работа која ќе даде вистински резултати. И дома, но и кон светот.
и во нашата интеграција кон Унијата. Значи, чиста влада подразбира влада формирана од политички партии кои не дадоа поддршка на францускиот предлог и на Преспанскиот договор. Казнивоста мора да се запази, зашто ако останат неказнети и ако им се дозволи да се прешаутаат од оваа власт во следната власт, само ќе се даде легитимитет на сите грешки на актуелната власт, ќе се легитимираат францускиот предлог и бугарските уцени и услови, и на тој начин следната влада ќе стартува со врзани раце. Која е причината да ги врзиме рацете на следната екипа која треба да ни ја врати националното достоинство? Не гледам причина. Единствена причина е доколку сакаме само промена на власта. Колку промена на власта? За лапање, за крадење, за функции, за позиции, за власт, за изживување врз својот народ, како до сега, што би рекол газда Али, а не сакаме вистински промени, вистински рестарт на системот. Затоа, да не се ги врзуваме рацете, вие граѓаните да не ги врзувате рацете, туку да дадете силна поддршка да се формира таква влада, чиста влада, која ќе го рестартира македонскиот систем од корен и кој ќе врати националното достоинство, а многу поуспешно и побрзо ќе се интегрираме во ЕУ на база на европскиот фундаментализам визави овие денешниве ЕУ измеќари, кои колку повеќе измеќаруваат на европски ојлевци и дојлевци, толку подалеку не носат од Европската Унија и веќе дојде времето на Европа во повеќе брзини или Европа на различни нивоа на интеграција, каде што ние ќе останеме како земја учесник на Унијата и тоа е тоа. Нема тука што да се направи, бидејќи тоа е волја на една од носечките или повеќе носечки држави во Европската Унија. Само чиста влада со некомпромитирани партии, особено не оние лажни зелени партии, а крадат и неговите криминали и во екологијата ги прават тие со нивните кадри. Не лажни либерални партии кои носат антилиберални закони и кои наметнаа буквално криминално робство врз нас. Ни наметнаа албански апархейд врз нас, а глумат некакви си либерали и демократи. Не некакви си патриоти или квази патриоти кои глумат патриоти и кадри кои штитат национални интереси, а ни наметнаа бугарски уцени на врат. Сите тие пајтони да се фрлат во ендек. Чиста влада ќе реши сите наши проблеми и на тој начин вистински ќе се придвижиме напред. Поздрав од мене во саботно утро. Се гледаме наскоро со дообјаснување на оваа тема и до прецизирање на каков тип на коалиција мислиме или платформа политичка која треба да донесе огромна победа на следните парламентарни избори. Поздрав се него.